Согледувајќи ја потребата од афирмација на професионалното и инклузивно известување во медиумите, а особено во однос на афирмацијата на човековите права, Советот за етика во медиумите продолжи со својата пракса на организирање конкурс за доделување на награди за најдобри новинарски истории. Годинава, овој конкурс го организиравме со поддршка на мисијата на ОПСЕ во Скопје. Одзивот на конкурсот беше мощно солиден, се пријавија вкупно 41 новинарска сторија од 20 автори. Инклузивното известување подразбира да им се даде глас на сите во медиумското известување, особено во настока на градење и одржување на кредибилитетот на медиумите. Доколку публиката се препознае во медиумското известување, на тој начин таа ќе верува и на она што се пласира во самите новинарски содржини. Годинава сториите ги оценуваше тричлено жири, кое што се состоеше од Билјана Петковска, директорка на Македонскиот институт за медиуми, Драган Секуловски, извршен директор на Сдруженијето на новинари на Македонија, и Љулзим Хазири, новинар и извршен директор на Асоциацијата АДИ од Гостивар. Komisioni vlerësues, pasi që i shikoi dhe i lexoi të gjitha 41 storjet, u mblodh më 8 qershor për të harmonizuar qëndrimet e të gjithë anëtarëve të komisionit. Kënaqësia ishte e ndërsjellë pasi që të shumica e storjeve kishin një kualitet solid të trajtimit të temave të preferuara. Shumica e storjeve konkurruese i karakterizonte përpunimi i hollësishëm dhe i qëndrueshëm i temave në fushën e raportimit inkluziv mbi ndryshimet në kohën e COVID-19. Gjithashtu, faktet dhe informacionet në storjet e përpunuara kishin për qëllim ndikimin në qëndrimin e publikut dhe sfidimin e autoriteteve për t'i zgjidhur problemet e trajtuara në storje. Cilësia e storjeve gazetareske, përkatësisht për sa janë shfrytzuar të gjitha burimet, në çma storja e promovon konceptin e përfshirjes dhe integrimit të grupeve të ndjeshme dhe të marginalizuara, si dhe standardet tjera profesionale. Vendimi nuk ishte i rëndë, sepse vlerësimi i të gjithë anëtarëve ishte i parafort. Megjithatë, u përkushtuam për këto probleme. Vendi i parë i takoi Irena Karevskës për storjen Fëmijët për të cilët viti i ri shkollor nuk ka filluar. 360 степени направи повеќе прилози од различни локации каде претежно живеат ранливи категории на граѓани, со цел да видиме како тие се снаоѓаат во време на COVID-19 кризата од различни аспекти. Еден од нив беше и онлайн образованието, кое можеби беше и најголем предизвик за граѓаните во социјален ризик. Поразително беше што кога се вративме, например, во второто полугодие на истите локации, кај истите семејства кои што претходно ги снимавме, видовме како дел од семејствата кои претходно како така со донации се снаоѓаа да влезат во процесот на образование, сега веќе по неколку месеци ги изгубиле и тие шанси. Целта беше на некој начин постојано да се врши притисок во јавноста кон институциите, да ги извадиме на површина системските аномалии кои уште еднаш ни ги разоткри COVID-19 кризата. Да се алармира државата постојано да вложува во овие сфери со цел во иднина, кога ќе бидеме исправени пред други предизвици, сите граѓани да имаат иста стартна позиција. Сметам дека на новинарите токму тоа им е работа, да бидат постојано помеѓу обичните граѓани. Во медиумите помалку да гледаме пресконференции, вратоврски оддела и повеќе да се залагаме токму за ранливите категории на граѓани и да бидеме она што знаеме да го кажеме гласот на безгласните. Секако за тоа ви треба и тим и редакција која што ќе знае да го препознае, да се залага и да го промовира инклузивното известување, зашто ми е особено драго што оваа награда ја примам и како дел од тимот на 360 степени. Vendi i dytë, Христина Gjorgjeskës për storjen Koronavirusi, luftë me hala për të drejtat e punëtorëve. Изминативе децени постојано слушаме и сме сведоци на прекршување на работничките права, особено кога станува збор за работничките и работниците од текстилната, кожарската и чевларската индустрија. А токму кризата предизвикана од COVID-19 дополнително им го утежна животот на овие луѓе и дополнително им ги докрши нивните работнички права. Со колективни отпуштања, намалување на платата, прекини со спогодба, но
тука беше и загрозувањето на нивното сопствено здравје. Ова беа доволно причини со целиот тимот види вака да дискутираме и да одлучиме дека треба да направиме еден краток документарен филм, а подоцна и мултимедијална приказна со која што ќе се прикаже на јавноста со што се соочуваат овие граѓани во време на светска пандемија. Особено е чест да се добие ваква награда, каде што се ставаат на пиедестал новинарските приказни поврзани со ранливите и маргинализирани групи на граѓани во нашето општество во време на пандемија. Како новинарка и во иднина ќе ми биде предизвик, но и обврска да создавам новинарски содржини кои што ќе бидат мостот помеѓу ранливите и маргинализирани граѓани поврзани со јавноста. Dhe vendi I tretë, gazetares Arbana Qerimi për storjen klas e rënuar prej rreth 5 metre shkatror në kushte të tilla nxënësit me aftësi të kufizuara I ndjekin mësimet. Duke marrë parasysh se bëhet fjalë për grupe të marginalizuara dhe për grupe të cilat janë të diskriminuara, shpeshherë kam shkruar dhe kam raportuar për personat me nevoja të veçanta, pasi që vërtet ato kanë nevojë. Kur shkova në klasën në Studeniqan, në fshatin Studeniqan, në shkollën Naim Frashëri, pash se nxënësit të mësojnë në një klasë prej 5 metrave katror dhe vërtet më erdhi turp që këta nxënës mezi lëviznin në ato klasë dhe unë qëndrova vetëm 30 minuta në atë klasë, ndërsa ata nxënës mësonin me vite të tëra në atë klasë. Shpresoj që institucionet do të shohin këtë dhe do të reagojnë. Realisht, institucionet e di se në çfarë gjendje, janë të informuar se në çfarë gjendje mësojnë këta nxënës, premtuan që deri në mars të këtij viti do ta rregullojnë çështjen për këta nxënës, por presim tash ka mbaruar veçmë viti shkollor, ndërkaq këta nxënës vazhdojnë të mësojnë në këtë klasë. Shpresojmë që në shtator do të rregullohet kjo çështje dhe nxënësit do të mësojnë në ndonjë hapësirë më të madhe dhe vërtet këta nxënës e meritojnë këtë gjë. Shkaku I kualitetit të lartë, komisioni vlerësoi që të ndaj edhe 2 mirënjohje, edhe atë për gazetaren Ana Zafirova për temën Nëna të vetme në pandemi dhe Katerina Topalova për storjen Shqipjani që ndërton shtëpi për të varfër. Në fund, juria e këtij çmimi duke qenë informuar se storje të ngjashme hasin për çdo ditë në mediat e ndryshme të vendit, I inkurajon redaktorët që t'i paraqesin storjet e gazetarëve të tyre në konkurse të ndryshme me qëllim të promovimit të këtij koncepti, përkatësisht konceptit të përfshirjes dhe integrimit të grupeve të ndjeshme dhe të marginalizuara. Медиумите играат значајна улога во обезбедувањето солидарност и почит кон различноста и градењето кохезивно општество. Говорот на омраза, дискриминацијата, стигмата и исклучувањето на гласот и искуствата на маргинализираните групи представуваат комплексни предизвици во секоја земја, а тие исто така оставија и длабока трага за време на пандемијата. Како што можевме да посведочиме, измешаното известување од страна на медиумите за време на кризата со COVID-19 може да придонесе ранливите заедници и малцинските групи да не бидат опфатени од напорите на институциите или понатаму да се подкопува дискурсот за надминување на ваквите несакани појави. Многу е важно да се потрудиме да обезбедиме еднаква застапеност на различните групи во општеството, а со тоа да обезбедиме еднакви можности за сите лица водени од принципите на демократија, човекови права, владење на правото и слобода на изразување. Во едно разнолико и вистински инклузивно општество, гласовите на жените се слушаат, а жените се признаани како експерти во своите соодветни области. Ромите се сметаат како успешни придонесувачи, додека пак постарите и лицата со попреченост се вклучени на многу нивоа во општеството како оснажени граѓани. Со цел да се поттикнат новинарите и медиумските професионалци да помогнат да се изгради инклузивно, разнолико и кохезивно општество, заедно со Советот за етика во медиумите отворивме конкурс за најдобрите новинарски истории на тема различност и инклузивно известување со посебен фокус на COVID-19.
Ги повикуваме сите медиумски професионалци да станат сојузници при бранењето на човековите права, спречувањето понатамошна стигматизација, ставањето крај на ширењето дезинформации, разбивањето на гласините и стереотипите, охрабрувањето објективно и квалитетно известување за различноста во согласност со демократските вредности и во исто време поддржувајќи ја слободата на изразување.